Иако и досега голем број побогати граѓани од нашата држава купуваа вили, апартмани и плацови на грчкото туристичко крајбрежје, сега со подадените раце на политичарите од двете страни се очекува овој тренд драстично да се зголеми, особено доколку продолжи драстичното паѓање на цените на недвижностите во Грција, карактеристично за последните неколку години. Впрочем, тамошната економска криза во последните 3-4 години ја искористија голем број бизнисмени од Македонија, но и од Србија и другите земји, кои за не така високи цени си купија недвижности за сопствени потреби, но и за остварување значаен профит од туристичката сезона. Наши сограѓани велат дека становите кои не така одамна вределе и до 100.000 евра, сега може да се купат за скромни 55 до 60.000 евра. Гарсонјери кои некогаш чинеа околу 20.000 евра, сега се паднати на 10 до 15.000 евра. И цените на куќите во Грција се речиси преполовени во споредба со предкризниот период. Освен тоа, се почесто станови и куќи се продаваат на рати, односно на отплата со рокови од 10 години без специјални камати, што е значајна поволност. За да го потикне прометот со недвижнините, грчката влада на купувачите им нуди големи даночни олеснувања, а за странските купувачи предвидува дури и европско државјанство. Ваквите поволности од странските државјани најмногу ги користат србите, русите, бугарите, романците, а секако и македонците. Најкусиот пат да се стигне до стан во Солун или во другите градови кај јужниот сосед и да се реализира купопродажбата е преку бугарски агенции за недвижности, кои сериозно се навлезени во овој бизнис.